почитувани колеги, почитувана јавност, господине Бедри, како дел од владеачката коалиција, изминативе 2 дена го браните ставот дека овој попис треба да се одржи. Ние кажуваме дека има некои нејасноти, ама досега никој не ни одговори. Ќе ви поставам 5 директни прашања за кои што очекувам дали вие, дали некој друг да ми одговори. Првото е: попишувањето е предвидено без покажување на било каков доказ и лична идентификација, да биде завршено со едноставно диктирање на матичниот број. Дали може да се случи едно лице да диктира повеќе матични броеви, без при тоа да покаже соодветен доказ дека тие во моментов се резиденти, односно се наоѓаат на територија на Република Македонија? Второ, зошто е потребен политички двоен попис, ако навистина станува збор за статистичка операција, и наведете уште колку такви примери има и каде се спроведува таков попис? Третото прашање: велите попишаните матични броеви ќе бидат вкрстени со базите на податоци. Со кои бази на податоци? Треба декларативно да се наведат. Ако кажуваме со бази на податоци, треба да ги кажеме кои бази на податоци. Зошто ниту една база на податоци не е позната на македонската јавност? Четвртото прашање: кој во оваа држава ја знае методологијата како ќе се одржи пописот? Дали има излезено, дали некој кој што е стручен за тоа, од таа стручна јавност се има произнесено, дали некој има дадено мислење за таа методологија како ќе се одржи пописот? И понатаму, петтото прашање: сите велат дека оние терминали за отпечаток на прст нема да се набават зашто ќе чинат скапо. Сега вака да ве прашам: дали ќе се набават терминали за читање на оттисок за локалните избори? Тоа е влезено во закон, сме го гласале сите. Сега, ако се нарачуваат такви читачи за локалните избори, тогаш зошто тие читачи не може да се искористат и за овој попис сега? Господине Бедри, треба да бидете свесен и да знаете дека пописот треба да биде стрикно статистичка операција, а не политичка. Заради тоа што ако се прави политички, како што имаше еден обид до држава кој што не успеа, тоа нема да ги врати оние луѓе кои што се надвор од државата. Кажав вчера еден пример, ќе го повторам и сега. Јас живеам во Ѓорче Петров. Таа е соседна општина на општината Сарај. Имам многу пријатели. Нема да ги врати оние кои што секој ден со автобусите заминуваат во западноевропските земји. Вие сте од општина Желино. Знаете дека тука кај напатната рампа со автобуси млади луѓе од тие општини се селат на западноевропските земји. Ако спроведеме политичка, а не статистичка операција, тие луѓе нема да се вратат, господине Бедри. И ве молам да ми одговорите на прашањата дали вие или некој од владиното мнозинство. Контрареплика, пратеникот Бедри Фазли, повелете.